Со над 1200 амандмани опозицијата ќе ги кочи измените на Законот за здравствена заштита, кој според опозицијските пратеници предвидува приватизација на итната медицинска помош и трансплантацијата на човечки органи. Амандманите на денешната комисиска расправа ги поднесоа пратениците на Ливица, кои законот го нарекоа штетен и бараат итно да се повлече. Од ВМРО ДПМН пред стартот на собраниската расправа алармираа дека приватизацијата на овие дејности е на директна штета на граѓаните, а со единствена цел да се обезбеди профит за поединци, кој единствено ги интересира бизнисот, а не здравието на населението. Откако здравствената фела остро се спротистави на овие измени, беше најавено повлекување на законот, но денес гледаме дека сето тоа било само фарса и дека власта се обидува законот да го помине на мала врата. Приватизацијата на овие дејности, особено на итната медицинска и стоматолошка помош, ќе создаде сериозни проблеми во и така урнисаниот здравствен систем и квалитетот на здравствени услуги, кои и онака едва и функционираат поради пандемијата која што не зафати. И од левица обвинуваат дека целта на донесување на овој закон е да се задоволат бизнис интересите на луѓе блиски до власта. Сметаме дека ова се последните обиди на власта во заминување да задоволи апетити на две големи приватни компании. Едната е приватна болница, чишто директор учествуваше во кампањата за промена на името и веројатно дојде времето за наплата, а другата е една агенција за обезбедување која се обидува да влезе на овој пазар, поврзана со роднини на премиерот. Од Министерството за здравство пак за Алфа Кусо одговорија оти предлог измените на законот не значеле оти службата на итната медицинска помош ќе се трансформира во јавно-приватно партнерство. Идејата за јавно-приватно партнерство на брзата помош се спомнуваше уште во 2018 година. Тогаш беше изработена и физибилити студија вредна 100.000 денари. Под притисок на јавноста, министерот за здравство Венко Филипче тогаш рече оти овој проект ќе се одложил за во иднина. Сепак, предлог измените на Законот за здравствена заштита во собранието влегуваат по скратена постапка. Надлежните во здравството пак минатата недела рекоа оти измените на законот кои се однесуваат на трансплантацијата за лекување ќе биле повлечени со амандмани, што не се случи.